Здраво живо, јас сум Димче, добродојавте во уште едно моје видео. Овој пат зборувам за дождот и за изложувањето на елементите, односно на ладното. Јас приметив, ќе почнам за дождот, приметив дека кога ги наводнувам билките, тие растат со некој одредено темпо, меѓутоа кога ќе заврне дожд, тие највеќе почињаат да бујат. Значи да растат многу брзо, многу побујно и да се на некој начин поживи и поздрави. И јас, кога го видов тоа кај растенијата, реков, оти да не пробам да видам како ќе делува тој дожд на мене. И јас почнав да се изложувам на тој бесплатен тушт или на таа вода од небото, наречена дожд, која што заклучив дека е полна со енергија и мене ми дава многу енергија. Секое изложување на елементот дожд, мене после тоа ми дава многу енергија, се осеќам енергизирано, се осеќам здраво, се осеќам полетно. И јас од тогаш почнав да се изложувам на тој елемент се почесто и почесто. Како што гледате, тоа го правам и за време на зима, сега е 15 декември, еве врне. Јас со самото изложување на елементите стекнав некој вид на отпорност, односно се осеќам убаво кога стојам на дожд и во зима, и во есен, и во лето секако. И на некој начин ги спојувам методите на Вим Хоф, популарниот метод на Вим Хоф, тоа е бањење со ладна вода и енергијата која што ни доаѓа од небото, односно божанската енергија, боженствената енергија да наречам, која што можеме да ја примиме највеќе преку дождот. Јас често умеам да кажам дека дождот е Бог, односно водата е Бог, затоа што е една од најприсутните работи на светот. Значи, ако нешто има насекаде околу нас, тоа е водата, ја има во нашето тело, ја има во реките, ја има во воздухот, ја има во секое живо суштество и едно од најприсутниот елемент на оваа планета е водата, а дождот е вода која што ни доаѓа можеби директно од Бог. И јас пробувам да искористам друг доказ за енергијата која што добивам од дождот е тоа дека кога ќе стојам на дожд, после тоа косата ми е голема. Значи косата ми е голема, енергизирана, што значи реагира на енергијата која што доаѓа од дождот. И би ви препорачал на сите да пробате да се изложиме на елементите, затоа што ние како вид сега закржлавуваме, односно назадуваме или не се изложуваме доволно на елементите, не се изложуваме на сонце, не се изложуваме на ветар, не се изложуваме на дожд никако, не испаѓаме надвор кога врне исти тие работи, меѓутоа човечкото тело, како што гледате, е многу отпорно и тоа може да се носи со сите тие работи, секако доколку го изложувате. Исто тоа е проблем и со ладното, доколку се изложувате на ладно, се повеќе и повеќе и повеќе, вие ќе немате проблем повеќе од тоа ладно, односно ќе се научите да го уживате и ладното, затоа што има убавина и во дискомфортот, не е се во комфортот. Ние треба да бараме исто и дискомфорт, односно треба да бараме и друг вид на сензации, затоа што се на овој свет е сензација, и топлото, и ладното, се е сензација и ние треба да ги живееме и другите сензации, односно ладната сензација. Јас сега ја живеам ладната сензација, си врне, јас стоам на дождот, меѓутоа гледате дека моето тело е навикнато и може да го поднесе ладното и да го поднесе овој ладен туш без никаков проблем. Мене ми е топло, луѓе, верувајте. Не осеќам, не ми е ладно ич, затоа на почетокот ми беше ладно, меѓутоа како повеќе се изложувате на ладното, така вашето тело станува се поотпорно и поотпорно и поотпорно. Затоа е потребно да се изложувате на ладното и да уживате, да не му се плашите, да се изложувате на елементите, да се учиме од мали нози како да бидеме изложени на елементите за да ствараме отпорност,
мислам дека изложувањето на ладно помага исто и во развивање на имунитетот, односно имунитетот се појачува, што е уште една добра особина, освен енергијата која што ја добиваме. Нашето тело или нашиот имунитет се ојачува, па така во иднина ќе имате помалце проблеми во животот, помалце ќе бидете болни и така натаму и така натаму. Затоа пробајте луѓе, изложувајте се на елементите, немате што да изгубите. Ако ве страда ќе се разболете, верувајте дека нема да се разболете. Напротив, помалце ќе бидете болни од претходно, затоа што болеста е кога ќе се создадат отрови во телото, па нели телото ги гори. Меѓутоа изложувањето на ладно, на дожд, на елементите само ќе ви го ојачаат телото, ќе ви го ојачаат имунитетот и вие ќе можете повеќе да уживате во животот. Затоа што сме ние суштества од природата и ние сме направени да се носиме со сите елементи кои што се на овој свет, како што се ветер, сонце, вода, дожд. И ние не треба да ги избегнуваме, треба да се соочиме со нив, да ги искусиме и да видиме дека не е ништо страшно, например, да испаднете малку на ладно, да влезете во ладна вода, да стоите на ладен дожд и така натаму. Меѓутоа, тоа правете го постепено. Мој предлог е да почнете малку по малку да се изложувате, додека не дојдете до некој степен кога ќе бидете комотни да бидете изложени подолго време на ладно. Мој совет е тоа. Друго оставам на вас дали ќе се осмелите да пробате или не. Јас би ве советувал да се осмелите, да пробате, да испаднете надвор, да го осетите дождот, например, верувате прекрасен е. Јас осеќам многу убава енергија од дождот. Верувам и сите вие, кога сте се нашли некогаш на дожд, сте се смееле, сте се осеќале игриво. И тоа е сето таа енергија која што кружи, која што доаѓа преку дождот, која што доаѓа преку природните елементи, а ние упорно ја избегнуваме. И јас би ве советувал да ја пробате таа енергија. Толку од мене, од ова невообичаено видео. Ви благодарам што бевте со мене, се надевам ќе пробате да го искусите ладното, да видите што се крие за таа врата која што не сте отвориле. Пишете ако имате вие слично искуство, споделете, да се развиваме се повеќе и повеќе, односно да го откриваме потенцијалот на човечкото тело се повеќе и повеќе. Ви благодарам што бевте со мене во уште едно моје видео. Ние се гледаме во некое моје наредно видео или низ нашата убава Македонија. До тогаш поздрав и секое добро!